Општина Битола ги прави последните подготовки за годинешното издание на културното лето Битфест, кое ако се оди според планираното треба да започне следната недела. Во моментов стручна комисија го прави изборот од доставените програмски содржини, а целосната програма ќе се знае за неколку дена. Истакна денеска градоначалникот на општина Битола Владимир Талески одговарајќи на новинарско прашање. Иако имаше застој, иако кризата навистина ни направи голема штета, ова година ќе почне многу порано. Ќе почне многу порано, се надевам некаде во почетокот на идната седмица, затоа што има 2 или 3 проекти кои што календарски се врзани точно некаде околу 20, односно 21 јуни, така што доколку најдеме начин, собериме сила и се организираме, мислам дека некаде тука тие денови ќе го започнеме Битфест. Се надевам дека ќе има содржини за да го исполниме целото лето и дека ќе се распоредат да не мора луѓето по 4-5 настани да одат во еден ден да ги посетуваат, бидејќи тоа физички навистина е невозможно. Според градоначалникот Талески, година во програмата која ќе биде наменета за сите генерации, се очекува да предизвика голем интерес кај домашната публика, но и кај големиот број гости од други градови, како и наши иселеници кои ова лето решиле да го поминат по Битола. Во однос на програмските содржини, концептот ќе остане истиот, значи масовно од сите сфери на културата, значи ќе имаме ликовна уметност, музичка уметност, театар и така натаму, сето она што го имаше Битфест своевремено и го има сите овие години, ќе го продолжиме тоа натаму, значи нема да има наградување, Битфест е ревијална форма на изразување, така што мислам дека тоа ќе биде на задоволство на сите наши граѓани, посетители и туристи кои што доаѓаат во летниот период во нашата општина. По 10 години откако Битола почна да го организира Битолското културно лето Битфест, минатата година за прв пат не се одржа фестивалот на културата, забавата и творештвото. Инаку за Битфест се говори дека единствен и уникатен фестивал, кој беше промовиран како единствен не само по квалитетот, туку и по бројот на културните настани, кои во некои денови ги имаше дури по 5 во една вечер.